Двајца пациенти со западно-нилска треска хоспитализирани на клиниката за инфективни болести се во критична состојба и поставени на респиратор. 76-годишниот скопјанец повеќе од една недела е на одделот за интензивно лекување и на механичка вентилација. А од утринава и 66-годишен пациент исто така од Скопје, кој на инфективна бил примен пред 4 дена, но дошло до влошување на неговата состојба. Кај овој пациент, 66 годишниот, кој имаше влошување на здравствената состојба, која беше причина поради која е интубиран денеска, исто така е пациент кој не патувал надвор од земјата, како тоа ви значи епидемиолошката анкета и за него е негативна. Но има куп коморбидитети. Освен двајцата пациенти кои се на механичка вентилација на инфективна со Вест Найл вирусот, има уште 5 лица кои според лекарите се во стабилна состојба. Сите се на 60 годишна возраст со коморбидитети и, како што велат инфектолозите, се најризична група за појава на тешката форма на вирусот. Дополнително на инфективна чекаат резултати за уште 3 сомнителни, кои биле хоспитализирани со воспаление на мозокот. Се чека дополнително лабораториските резултати од Институтот за јавно здравје. Постои големо сомнение дека може да се работи за истата инфекција. Вирусот кај 80% поминува без симптоми. Околу 20% имаат полесна клиничка слика и само 1% може да завршат со невроинвазивна форма и болничка хоспитализација. За вектор преносливите болести постојано заседава и Комисијата за заразни болести, а освен мапирање на местата од каде потекнуваат заразените, апелот до граѓаните е да спроведуваат лична заштита, со користење на репеленти, со одветна облека и отстранување на застоена вода од дворовите. Годинава има околу 20 пациенти со болести што ги пренесуваат инфицирани комарци. Најмногу се со западно-нилска треска. Сања Димитровска, Сител телевизија.